вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Животот е полн со предизвици и со пороци. Кога е вистинското време да препознаете дека можеби и некако ја губите границата од она што е дозволено или едноставно дека почнувате да тонете? Алкохолната зависност се развива различно кај секоја индивидуа, но одредени симптоми ја карактеризираат болеста. Алкохоличарите страдаат од недостаток на контрола, односно неможност да сопрат со пиењето кога веќе почнале. Тие стануваат физички зависни од алкохол. По период на тешка злоупотреба на алкохол, кога ќе престанат да пијат, алкохоличарите страдаат од непријатни физички симптоми, кои вклучуваат гадење, потење, тресење и вознемиреност, познати како симптоми на враќање. Тие развиваат поголема толеранција на алкохол, односно треба да пијат големи количини на алкохол за да стигнат до интоксикација. Светската здравствена организација проценува дека скоро 62 милиони луѓе ширум светот патат од алкохолна зависност. Во Македонија се евидентирани над 60.000 зависници, а над 250.000 граѓани секој ден се жртви на последиците од оваа зависност. За споредба, во Соединетите Американски држави се проценува дека има околу 15 милиони луѓе кои имаат проблеми поврзани со нивната употреба на алкохол. Мажите имаат 3 пати поголема веројатност да станат алкохоличари во однос на жените, додека луѓето над 65 години имаат најмали стапки на алкохолизам. Во Македонија и во светот луѓето кои почнуваат да пијат на рана возраст имаат голем ризик да станат алкохоличари. Проценките кажуваат дека кај 40% од луѓето кои почнале да пијат на возраст под 15 години, голема е можноста да станат алкохоличари во некој момент од својот живот. Алкохолната зависност достигна критични размери во Русија, каде 40% од мажите и 17% од жените се алкохоличари. Во организмот алкохолот брзо се абсорбира и преку крвта патува низ целото тело, вршејќи влијание скоро на секое ткиво. Поголеми дози на алкохол ги пореметуваат функциите на централниот нервен систем, вклучувајќи го и мозокот. Колку е повисоко нивото на алкохол во крвта, толку е поголемо оштетувањето. Како што крвта минува низ црниот дроб, ензимите го разложуваат алкохолот на безопасни продукти, кои се елиминирани од организмот 6 до 8 часа подоцна. Како резултат, алкохолот останува во организмот, создавајќи ефекти на интоксикација неколку часа откако е проголтана последната голтка алкохол. Мали количини на алкохол можат да ја ослободат напнатоста или измореноста, да го зголемат апетитот и да имаат аналгетски ефект кој ја отапува болката. Поголеми количини ги потиснуваат повисоките мисли, ја зголемуваат самодовербата и го намалуваат стравот, напнатоста и вината. А што е најзначајно, екстремното пиење го оштетува црниот дроб, срцевиот мускул, мозокот и така натаму. Алкохолот предизвикува развивање на аритмии, хипертензија, депресија, халуцинации и неконтролирано тресење. Истражувањата покажуваат дека алкохолизмот се пренесува во семејствата. Алкохоличарите имаат 6 пати поголеми шанси да имаат роднина кој е зависник од алкохол. Но научниците тврдат дека во основа проблемите поврзани со алкохолот се резултат на комплексна интеракција меѓу биолошките влијанија и факторите на средината. За силата за соочување со тоа дека пороците се секаде околу нас и да се справиме со нив, вечерва во емисијата со моите гости. Ќе ја поканам доктор Павлина Васкова, овде со нас е господинот Неџев Закировиќ и Борис Паковски. Добро вечер и добро ни дојдовте. Повелете, докторка. Добро вечер и за вас, извинеш вака и вечер и за вас. Повелете. Не дека не сме запознаени со алкохолот, како еден од пороците кои ни се многу чести и присутни и некако ни станува дел од секојдневието од животот и повторно ќе речем, на моменти забележуваме дека е тука, но каде е онаа граница на дозволено и претерано, докторка? Па дозволено, не знам, се додека е уште во социјално прифатливи граници, кога не прави човекот штета со своето пиење самиот на себе и на околината, можеме да кажеме дека е дозволено. Некогаш се вика и корисно, дури еве некој го препорачува. Меѓутоа, кога веќе ќе стане човек зависен, кога веќе нема да може без алкохол да живее, а граница тука нема, знаете, обично сме ние живи суштества, не сме компјутери, една клацкалица е животот,
тогаш веќе е болест, не е ни порок, тогаш веќе е болест и на сите тие луѓе им е потребно лекување. Некаде се смета за во Македонија дека тоа е една бројка од 60 до 80.000 луѓе после цигарите, најзастапена зависност и е навистина многу голем проблем на кој што треба да се работи на превентивно поле и на се разбира лекување кај оние кои што имаат веќе болест. Чинам дека е проблем е дека некако старосната граница се поднамалува, но оние кои стануваат зависни од алкохолот и го имаат во поголеми количини во нивниот живот и некако и бројката на луѓе кои се лекуваат или воопшто нели се зависни од алкохол се зголемува за жал низ годиниве. Тоа се должи, што мислите на што? Па знаете, транзицијата е тука, начинот на живење, начинот на работење, веќе се повеќе семејствата, знаете, особено мајките, па и татковците се по цел ден на работа, децата ни се оставени на улица, училиштата ни се на некој начин се уште заклучени, во смисол да кога ќе завршат часовите, ставаме клjuč на училиштата и сите тие спортски кабинети, не за музички кабинети, ликовни, па и компјутери еден накупивме, остануваат недостапни за жал за децата. Родителите реков веќе се на работа, училиштата затворени, па кај ќе одат децата, некаде мора да одат, они сакаат меѓу себе да се дружат и за жал тоа го искористија, не знам, кафејанџиите, бифеџиите и така натаму и ни ги привлекоа нашите деца. Они не се интересираат дали моето дете или вашето ќе се напие алкохол и не, него му е битен финансискиот добробит на некој начин за себе и веќе за жал ги испуштивме децата од раце и направивме да, знаете, они сакаат да се заедно, еден на друг си пренесуваат разноразни искуства, сакаат со нешто да се направат интересни и тука е да почнат цигара да пушат, да земат некоја чашка алкохол, а веќе кај младиот организам оштетувањата многу побрзо се развиваат и почнуваат да пијат на разноразни забави, прослави, новогодишни, еве гледате на токсикологија, постојано секоја година за време на новогодишните празници имаме млади, па дури 12-13 годишни деца кои што не се научени за жал да пијат, меѓутоа во таа еуфорија кај што секаде се служи алкохол, се напиваат. Тешко да се одолее. Па еве, они се млади, сакаат да видат, да пробаат, им се сервира за жал дека е тоа убаво и интересно, а нив и од малку алкохол веќе штетно им делува и последиците се катастрофални. Друго нешто што приметуваме ние што работиме на ова поле е се повеќе да имаме интелектуалци. Значи, еден период имавме луѓе без образование, оставени сами на себе од селските населби и така. Сега веќе имаме луѓе кои што се на високи функции, луѓе кои што се образовани, интелектуалци, за жал и наши колеги и колешки, кои што во таа трка на напредок, да речам, и се повеќе од женската популација имаме во тоа еднакво заедничко живење, одат вечери, ручеци, прослави разноразни, се служи алкохол, се консумира алкохол и веќе границата, знаете, кој кога е зависен, реков, од кога е и од кога не е, до кога не е, се извинувам, нема тука нешто и развиваа зависност и се повеќе ги имаме и од таа фела. Вечерва немаме представник женски со своја лична приказна и како за наредниот пат. За следниот пат, но вие храбро без задршки одговоривте на еве повикот за низ вашите лични приказни и ги кажете вашите патешествија и соочувањето со алкохолизмот како порок и борбата да истиот се искорене што се вели од вашиот живот. Меѓу вие кога станавте свесни, претпоставувам дека како што и докторката рече, сите одиме во животот и консумираме чашка две, здраво е до некаде, нивелат со ручек, со салата треба да се поднапиеме, но каде вие почувствувавте или што беше можеби оној момент што ве натера? Така, ја би почнал, например, ние сите, кога ќе почнеме да пиеме, никој од нас не почне да пие за да стане зависник. Да. И никој не стане зависник, да речеме, од едно пиење. Меѓутоа, со тек на времето, како иде, човек количински све повише и повише се може да поднесе алкохол, така да ќе речем тоа не е работа за еден ден, за 2 дена, е стварно долготрајна работа. Работа и дење и ноќе за да се стане зависник.
поместување што велите на таа граница дека може да издржи организмот и колку може уште да издржи? Сега тука е веќе прашање кога ќе станеме ние свесни. Тоа е веќе секогаш сме ние некако отпор даваме на тоа. Не. Имавте причина зашто почнавте во поголеми количини да консумирате алкохол? Па не баш, меѓутоа, како што реков, самиот алкохол си ја врши работата. Од ден на ден, таа количински се поише и поише се да се накачува, мислам, така да еден ден, ако сум почнал со чашка 2, веќе сум дошол можда и до литра, и поише, од литра можам да поднесам и се викам себе, јас сум, можам да поднесам, меѓутоа, алкохолот си го прави своето. Кога рековте дека е доста? Ја не реков, други рекоа. За вас? Други рекоа, други ме притисна, така да отидов некаде, тоа беше 87 година, некаде до тоа скоро, 87 почна. И моето лекување траеше доста долго. Ја 3-4 години стани, падни, ќе престанам. Оти многу е тешко. Борбата стварно мислам да се стане зависник, може да ќе се стане зависник. Прекинувавте па се враќавте повторно на истите патеки. Да, ќе престанам. Навечер ќе се напијам, ќе речам и од утре не пијам. Ја можеби тој момент, тогаш навечер, тоа стварно го мислам. Дека од утре сигурно не пијам. И готово, решено више. И обеќавам и на сопругата, и на сите мои блиски, и на од утре нема пиење. Меѓутоа, утре кога ќе станам, веќе друга приказна. Утре нов ден, заборавено е тоа. Ама не е тоа заборавено, тоа знам, меѓутоа има нешто друго. Не сега тоа не можам да го објаснам од натре, од што те едноставно те влече, те тера кој некоја жет, некоја глад, нешто. Кога ова ни го објаснува докторка, ние кои во принцип не сме зависници, не можеме да си го објасниме или едноставно не можеме да ги разбереме кога ни објаснуваат дека едноставно нешто посилно од нас. Знаете што е битно? Затоа што кога ќе се развие зависност, всушност може би требаше и да почетокот да кажеме што е зависност. Зависност значи кога алкохолот ќе се вгради во работата на секоја човечка клетка. И веќе без алкохол на зависник, он не може да функционира. И затоа еве што вика и Неџо, навечер он решава, неќе веќе да пие. Сабајле се излачил алкохолот од организмот и сабајле веќе во организмот се јавува, така ние викаме, абстиненцијална криза, бара алкохолот да се организмот да се напие, да се внесе алкохол, да може под знак наводници да функционира. И тоа е она што не може. Ти секогаш, еве сега повеќе ќе кажат, си обеќаваат ќе се напијам само малку повеќе, меѓутоа и тоа малку ќе му престане дејството, па уште малку и повторно на истото се враќаат. Борис, вашата приказна и дружбата со алкохолот? Па, мојата дружба со алкохолот почна на детски години, негде 13-14, во почетокот нормално, кога сите со друштво, а како одеа годините се по-често и по-често, за да последните 8 години станам секојдневно зависен од алкохолот, значи немаше ден да не се напијам. Малку или многу, количините не ми беа битни. Битно ми беше да се напијам. После една тешка сообраќајка, тоа беше пресудно во мојот живот, решив да прекинам. Се обратив до институциите, како болницата Бардовци, таму бев 34 дена. И сега сум абстинент 2 години. Честитки. Благодарам. Во сите тие моменти, како што ја зборувавме и со Неџи, доживувате момент можеби што се вели, како што вели докторката, нели? Да, сум свесен дека од утре јас ќе престанам. Така, јас да ви кажам, не бев ни свесен дека сум станал зависник. Ја воопшто не си ни признавав ни на себе си, а ни на другите кои ќе ми укажуваат околу мене дека сум зависник. Ја мислев дека можам кога сакам да престанам. Меѓутоа секоја сабајле која ќе станев, барав некои изговори само да се напиете. Обично велат, нели, се убедуваат зависниците дека се посилни од порокот, а обратно порокот владее со нив. Ако можам така да кажам, докторка. Баш така, сите ние некако мислиме дека е ракета, меѓутоа секојаш ракета својата ќе го направи и мислам ја сега тоа можам да го кажам, а инаку порано тоа не сум го признал никош, немаше шанси да го признам такво нешто меѓутоа сега на ова време тоа после јас сум веќе абстинент 23 години. 23 години сум абстинент и така да
мислам, знам со долгогодишно искуство, мислам, со вие и клубот и тие работи све, така да едноставно никој од нас алкохол не го победил. А ние се рачунаме, преска што реков, 1 литар ќе се напиеме, Джек и тие работи. Меѓутоа, кога ќе дојде са бајли да се почне да се тресеш, не функционираш, не може, апсолутно, ја не знаев кај сум тргнал, мислам, не да тоа да нешто, може би вам тоа ви е чудно, ви што рековте, не можете да го сватите. Меѓутоа, вистината е во тоа. Тоа е вистината, дека јас са бајле, кога ќе станам, додека не се не пијам 100-200 грама, ја, жена ми до себе, ја не ја препознам. Ја мене децата ми израснаа 10 годишни стана, веќе, кога се отрезнив, кога ќе карам дека се, дека кажам, сигурно на се отрезнив, и кога ги видов децата се, не се запрашав чиди се, него едноставно... Сватите дека сте изгубили навистина многу. Да, тоа периоди се изгубени. Да. Тоа се периоди, може би, не тоа да е ден, два, него и години се изгубени, така да празнини има. Празнини. Тоа може би толку постручно ќе ви го објасни, али јас знам... Жалите за тие буквално празнини што поминале? Фала Богу, мислам. Не може да ги вратите никако ни растењето на децата? Има меѓутоа млад човек, па ќе рече, може све да направи, али не е тоа. Баш жалосно сега што во последно време младите и би им препорачал да не се играат со алкохолот, тие работи, оти колку да си јаки, колку да си алкохол своето го прави. Не, крајот исти. Да се разбира. Крајот исти. Ке станеш. Борис, жалите за периодите кои ги изгубивте, можевте да поинаку функционирате и да створите можеби други... Секако дека жалам, како да кажам, жалам, се каам, немоќен сум да вратам нешто. Меѓутоа сега го осознав животот да трезно, интересно било, можело и без алкохол. И многу поубаво е, И многу поубаво без алкохол. И тоа. Не ве залажува средината сега кога сте во оваа фаза веќе? Вие далеку, нели, 20 велите и кусур години, но сепак се соочувате можеби со средини каде околу вас ќе се најде алкохол како и да е во секојдневието. Член сум на клубот на лекувани алкохоличари, со помош на клубот и на членовите од клубот и персоналот во клубот се справувам со сите ново настанати ситуации. Кај алкохоличарите има моменти на кризи, тие се физички и психички. Физичките се отстрануваат лесно, меѓутоа најтешки се психичките. Со членување во клубот и со контакт со членовите на клубот се научува човек да ги осознава и да ги препознава кризите, затоа што они можат да дојдат во најразлични облици, мислам, во вид на тремор, депресија, нервоза, некоја внатрешен немир, некој. Кога ќе научиш да ги осознаваш, можеш полесно да се справиш, и да се контролираш. Се трудам да го воздигнам духот пред разумот. Да. Затоа што духот може да победи и да владее со разумот. Околината знае да биде груба кога ја знае вашата историја? Да, околината знае, меѓутоа ние со самото тоа што сме алкохоличари сме некој вид на стигматизирани. Така да можеме и со тоа лесно да се и треба лесно да се помириме со тоа. Но зошто е тоа така, докторка? Вака сега, зашто е и во процесот на лечењето всушност тоа ни е и целта. Не е само да го отрезниме човекот и многу е лесно ќе го заклучиме во соба една недела, ќе се отрезни, нема шанси да се напие. Работата е да се научи покрај сите предизвици што ги има со алкохолот покрај него, да не го земе алкохолот, да сватат дека се зависни, да сватат дека со алкохол не можат, они имаат и една поговорка, без една можам, со една не можам, и тоа мора да им биде јасно на сите што го започнуваат лечењето, а не е лесно. Знаете, вие 20-30 години да пиете, по литар, пола литар, кој колку вакво пиел, и сега одеднаш да пресечете, да речете од утре ништо. И нив им е многу чудно, многу тешко, и не само на пациентите наши, уште некогаш потешко тоа семејството го сваќа. Сопругите, па зашто ја рече да не послужат, нека си пијат, другите он нека не пие. Во почетокот не сме тоа да се прави, постојат некои правила и затоа бараме со семејството да доаѓаат нашите пациенти,
да сите сватат како треба понатаму да живеат. Сигурно дека цел живот нема да бидат без алкохол во куќата, меѓутоа првите месеци, додека уште криза има, додека уште интензивно им се пие, во тиве они тука се двајцата, многу е лесно да речеш не пијам. Тоа обично секогаш знаеме дека не ја кажуваат вистината нашите пациенти, они сакаат да не пијат, меѓутоа им се пие. И не може да не им се пие кога со години се навикнати да пијат. Меѓутоа, со тек на време, и за тоа во групна семејна терапија работиме, да и семејствата се научат како да го продолжат животот и како да живеат без алкохол, и свадби да направат, и новогодишни прослави. И тоа го учиме за време на нашите дружења во клубот, бидејќи не ние само групната психотерапија во клубот. Клубот, меѓутоа, организираме излети, организираме театарски представи. Знаете, еден алкохоличар, кој што бил на дното, буквално паднат на земја, со своето семејство, заедно со терапевтите, да идеме на театар, многу им значи, на кино представи, па новогодишни представи организираме, така да многу работи правиме како што се прават во нормалниот живот, меѓутоа без алкохол, и до сега, верувајте ми, јас еве 30-31 година работам, никогаш не сме имале инцидент да некој се напие, да некој направи проблем за овие наши дружења и слично. Тоа е всушност и целта. На почетокот на лечењето како оди е сигурно помакотрпен и потежок отколку сега овие кои ги споменувате, нели, веќе во некоја напредната фаза ваши дружења. Почетокот е тежок многу. И најтешко е да човек прифати дека е зависник. Сите викаат, кај јас да дојдам, како? Ние се викаме психијатриска болница, сите не викаат Бардовци. Во Бардовци да дојдам, па ја не сум како тие таму што се. Боже сачувај. И на семејствата, некогаш и самите пациенти веќе не можат. Осеќаат дека не можат со пиење, прифаќаат лечење, имаме отпор кај семејството. Затоа што они па да го пратам син ми, ќерка ми, сопругот или сопругата, се реков повеќе имаме и жени алкохоличарки, многу тешко им е, и затоа од почеток ги припремаме, имаме и отворена телефонска линија, советувалиште имаме во Даре Џамбас кај што работиме, ги припремаме да си го прифатат лечењето, и кога веќе ќе сватат дека навистина имаат проблем со пиењето, тогаш почнува лечењето. Од првиот момент не. Може ли некако да ја разбудиме свеста кај секој од нас, бидејќи како што рековте, навистина тоа гледам дека и во пракса реално така и е, дека потешко е да докажеш на околината, односно се срамиш од околината, да кажеш дека некој од твоето семејство, ти лично и слично одиш на лекување во конкретно, еве зборуваме болницата Бардовци и слично, и можеби ќе се одлучат повеќе на варијантата ќе живееме во ваква со проблемот ситуација, отколку истиот да го решиме без оглед на тоа како околината ќе не разбере. Како тука да можеме да влијаеме? Со вакви ваши емисии да се свати дека ова алкохолизмот е болест како и секоја друга болест, да се свати дека мора да им се помогне, од стручни лица да добијат помош, и дека не е срамота. Срамота е да се пие, да се прави се и се што во напиена состојба, а не е срамота да се лекува. Така да се додека тоа не го сватиме, многу тешко ќе имаме бариери во пристапот кон нас, и заради тоа нашето советувалиште не е во болница, надвор од болница е, во Даре Џамбас кај што има не знам, стотици валјда хуманитарни организации, и пливачи, и боксери, и планинари, и не знам, лица хендикепирани со вид, со слух и така натаму, никој не ги знае, никој не ги приметува. Кога веќе ќе дојдат кај нас, првите контакти некогаш оди побрзо, некогаш оди поспоро. Меѓутоа, кога ќе ги придобиеме уз нас, кога ќе ја стекнат довербата дека ќе им помогнеме, веќе се опуштаат, знаете, и они, и семејствата, и после тоа веќе немаме проблем, од почеток е тешко. После тоа веќе како контактите се, па кога ќе ги видат и другите абстиненти дека по 10-15 години, 20 години не пијат, па ќе можам веројатно и јас ке си речат, и нешто треба да им се преломи. Но мора ли постојано да бидете во комуникација? Вие можеби повеќе ќе ми кажете, веќе се работи за подолг временски период кај вас како абстинирате, нели, од алкохол. Во друштво на токму тие групи ви имате потреба во континуитет да си бидете во одредени периоди токму со здруженијето, со луѓето од групата, да комуницирате, да разговарате? Па ја вака, моментално да кажем, јас сум моментално председател сум на скопските клубови. И ние одржаваме состаноци секој понеделник и вторник, среда и четвртак има. Клубот ко клуб се состои така од нас абстиненти, и ние тука разговараме за сите проблеми, за сите
и добри и лоши работи што се дешаваат. Меѓутоа, едно е, клубот е место каде што може човек, ние, ко бивши алкохоличари, да кажам, можеме да кажеме отворено да збориме, да разговараме за нашиот проблем, за да бидеме разбрани. Како што рековте, на друго место да го кажеме, тоа никој нема да не разбере. Или можеби да ни се посмее. Поинаку ќе ве разбере, да. Поинаку ќе разбере. И тоа што ќе го кажеме таму останува. Нема да... И едино место, бар ја, моето искуство ми го кажат после овие години, 20 и кусор години што сум абстинент, едино место за да се одржи абстиненцијата е клубот. Нормално, горе, фала Богу, 2 месеца, 3 месеца, колку ќе лекувањето, колку ќе трае во центар, во Кисела вода или во Бардовци, болницата, не се доволни. Нема шанси за 2 месеца. Јас сум 20 години пиелица, за 2 месеца да ја да се излечам. Нема теорија. Тука е може би... Мора да се биде во континуитет. Тој Знаете, проблем... ние бараме меѓу 1 и 3 години редовно да ги посетуваат состаноците, а после тоа веќе ги користиме нив како котерапевти, бидејќи они се веќе едуцирани и многу полесно може да допрат до луѓето кои што го имаат сличниот проблем. Има една стара поговорка: не слушај гаталец, слушај паталец. Така да они, нивните сопруги, многу полесно своето искуство и своите проблеми што ги имале во почетокот може да им ги пренесат на новите членови, да им кажат со најразноразни ситуации во животот што ќе се сретнат, како да они ги разрешиле, да истото го направат и другите, така да ги користиме, така и ги викаме како котерапевти, ние сме само водители на групата, да едни со други си помагаат и никогаш не правиме проблем. Ако сакаат 30-50 години, колку сакаат да доаѓаат, ние само имаме корист, а особено корист имаат младите абстиненти. Што се изгубивте во тој период кога, еве, како рековте, од забава тргнавте на млади години, па потоа навистина поминуваше долг период? Се. Семејство, брак, како да кажам. Имавте деца во бракот? Финансиски, да, меѓутоа не ми е изгубено, сега се врати. Како престана да пијам, се врати семејството во нормала. Бевме раздвоени со сопругата година и 8 месеци и изгубив многу. Мислам, и на социјален, и на финансиски најмногу, и на социјален план. Алкохолот уништува се. Он нема ништо корист не донесува. Она додека е социјално прифатливи рамки, да, може нешто ќе донесе, али во најмногу случаи носи. И носи како ураган, она се пред себе ти зема. Едноставно си веќе сваќаш дека си доле. Уствари, можда и нема ни да сватиш. Не да сватиш, да. Нема ни да сватиш. Тоа. Децата како ги советувате? Па, детето е се уште малеско. А едно имате вие. Да. Да го советувам, мислам дека само тоа ќе си пресуди, пошто и он растено со мене и верувам дека ќе одбере правилен пат. Сметате дека ќе имате право да посочувате, да реагирате, кога ќе почне да се запознава со таквото дружење, нели, каде алкохолот е пријател? Мислам дека можам многу побрзо да допрам до него, пошто веќе знам каков сум. Мислам како сум бил. Него некој друг. Колку често се случуваат враќањата? Зависи од човек до човек, никогаш колку има поддршка. Многу е битно од семејството, ако има поддршка од околината. Еве, не мора некој нема семејство, ќе најдеме кум, не знам, сватови, пријатели од работа, некој уз нив да биде да им помогне. Вие ќе завршите што велиме работата. Не, за тоа степен на отрезнување. Но не е битно да го отрезниме, ние битно е да се прифати после, да му помогне, знаете, во тој абстинентски живот не е лесно, не е едноставно, ма никогаш не смееме да кренеме раце, ви викам по 20 на пати се лекувале, па сега еве скоро 30 години абстинираат, така да не знае човек кога нешто ќе биде, еве кај Борче беше сообраќајката, кај Неđо било нешто друго, кај абстинентов. Алкохолна, па дајте да знае. Здравствен проблем, да. И тоа големи здравствени проблеми он имаше кога дојде за лечење. Ова друго момче што ви го кажувам, пресуден момент беше он за време на последното лекување бега од болница, се пие алкохол и оди кај синот во училиште, не знам, 5-6 оделење момчето, биле сите на час по физкултура, надвор во двор и доаѓа татко му никаков пијан и сите знаете дечињата, ај него
таткоти, и он се врти, не, ова не е мојот татко не пие, и нешто него го има пресечено. Од тој ден веќе рече, докторке, ја не бегам, ќе се лечам, ве молам да продолжам лекувањето, и до ден денес абстинира. И свадби направи, и погреби, не знам, кај нас нема кај не се пие. Кај да одите, мислам, за жал, што сакаш да се напиеш е првиот збор и покана. Така да сите тие работи ги направи трезвено. И внуче му се роди, и крштевки праеше, не знам што се. За 30 години се случува во животот, меѓутоа се тоа го направи трезвено. Тоа е ние, да кажам, со наша помош, практично на што на почетокот реков, да се научат како да живеат трезвено. Во сите може да ви се обратат, вие функционирате, реков, издруженијето и телефоните ви се отворени за во секој момент. повик? Нашето здружение е во просториите на Дом на хуманитарни организации Даре Джамбас, соба 14 сме, од понеделник до четврток, од 13 часот до некаде 19-20 часот има некој од нас. Имаме отворена телефонска линија, може и да кажам 306-5542, секој може да се јави, анонимно е. Од 2 некаде до 17 часот работи советувалиште, кај што секој може да дојде, не треба никаква документација, не треба ништо да се плати, пак е речам, анонимно е, да добијат совет, оние се првични, знаете, контакти, да ги упатиме, како тече лекувањето, што треба, ако треба болничко лекување, што треба документација да донесат, први контакти да воспоставиме со сопругите, со сопрузите, со семејството, па после тоа да почне правото лекување, кое што реков, првично некаде 2,5-3 месеци трае, она основно интензивен третман, а после тоа веќе е фаза на одржување на абстиненцијата, меѓутоа и тогаш некогаш кризите, знаете, кога еден еве, они повеќе може да кажат кога пиеле, сопругата сака неќе ги превзема сите конци во фамилијата, на некој начин станува шеф, глава на фамилијата наместо нив. И за децата и за куќата се грижи. Кога они ќе се отрезнат, сакаат се тоа да го земат во свој раце. Сега малце некогаш знаат и сопругите се преадаптирале, се смее нечо, на друг начин на живење, знаете, шефовско место не се губи баш така. Не се испушта од раците и веќе стануваат и тука размирици, кавги, несогласувања и така. Може па и таа делумно недоверба која ја добиле во треба текот на и тој ни период. време. Проблемот е најголем баш тоа да се врати таа доверба. Бидејќи години се во прашање периода, Ама ние сме се обидувале да ви веруваат, манипуланти, ние претпоставам. лажеме, ние манипулираме, ние што све не правиме само да дојдеме до алкохол. Ние све нема пијан ум што ќе измисли десетина. Никој друг. Памет Не можете ни да се присетите се на приказните кои ги измислувавте, сега да ми кажете во период кога се оправдувавте, бори се Ама смеете. Не, многу е важно човек да сака. Ако човек не сака, ништо не може да го спре. Тоа е повеќе од сигурно. Па тоа е. Најважно е да човек да сака, да си признае и да сака да се излечи. И тука е 95% од работата готова. Да го најдете. Желбата да излезе, дека тоа стварно да свати дека алкохолот не чини, дека Здравствено имавте ред други потоа проблеми бидејќи алкохолот покрај тоа Јас што немам здравствени проблеми. Вие рековте за Едино со чивна желудника, ама можда и не ми е од алкохол, можда ми е од нешто друго. да. Да се надевам. Имавте реални проблеми. Да, ја можам да ви кажам, се да дополнам на ова што рековте пред за враќањето, да ние сите некако после еден период, одреден период ќе година дена ќе абстинираме, дали 6 месеца, дали колку било, не знам се, не е битно. И добро, сега готови ше, јас сум излечен и сега можам со една можам се. Меѓутоа, како рече доктор Васкова, ние без една можеме, со една не можеме. Тука нема теоретски шанси. Значи завршена е приказната со алкохол, после такво искуство животно таму. Самиот себе 3-4 пати сум од 87 како рекол до 90 година некаде последното пиење беше минатиот век. И нека остане таму во минатиот. Нека не се враќа. Чувствувате ли дека сте под притисок на блиските? Пак ја споменам таа, нели, доверба и недоверба, условно речено. Да, се на сигурен терен сега веќе со вас, поминато е време, излечени сте, но некаде во подсвеста постои некоја точка кај нив која е тука будна и активна и сака да ве прати. Па не знам, јас не осеќам потреба некому да се докажувам, битно ми е јас да не пијам. Довербата сама по себе ќе си дојде. Треба време, многу поголемо,
можда од тоа што сум пред тоа што сум ја изгубил, али се надевам дека ќе си дојде. А недоверба секогаш има. Мислам, тоа и Постои секако недовербата меѓу, да. Знае Тоа да е. се јави. Како родители можеме да бидеме свесни или да бидеме во тек со животот на нашите деца? Борис спомена за неговата приказна и пред малку нели зборувавме дека во денешно време малку заплашува како децата лесно и рано почнуваат да се запознаваат со алкохолот на сите тие забави. Постои ли некаква, еве овдека и апропо муабетот ќе ги да, тоа е брошурка споменам што брошурите. ја изготвивме. Знаете, сепак треба да ги следиме децата. Колку да сме уморни, колку да сме зафатени, ние мораме да знаеме каде ни се нашите деца, со кого излегуваат. Во денешно време навистина е многу тешко. Меѓутоа да ги викнеме другарчињата нивни да дојдат кај нас дома, можеби ќе ни направат малце неред, ке некои чаши повеќе треба да измиеме, да зачистиме повеќе. Меѓутоа убаво е со своји очи да ги видиме другарчињата, со кого се дружат. Сега тешко е, знаете, веќе они излегуваат, сопругот мој вика децата ни се како бубашваби, дење спијат, ноќе шетаат. И навистина е така, дури и се организираат, јас имам така 22 годишна керка, почнува прославот во 2 сат ноќе, не знам каков концерт на некој пејач таму. Велица не доаѓа во обзир. Па сега во 2 сат ноќе, па не, викам, не доаѓа во обзир, сите одат и она настојува и нормално е, мислам тоа. Меѓутоа, ние го организираме тој концерт што започнува во 2 сат ноќе. Не го организираат децата, а они сакаат меѓу себе да се дружат. Ја мислам дека би била маскирана таму некаде на концертот. И да дзирката. Што се случува? Да се помали децата, може би и тоа може да го направите после тоа. Такво чувство имам, дека ќе бидам на концертот некаде. Има реално некоја граница која може да кажеме дека од овие години смееш да почнеш да го запознаваш алкохолот? Не, граница нема, меѓутоа треба они да го запознаат и тоа да речеме околу полнолетството уз нас, уз родителите, да пробаат што е вино, да пробаат што е пиво, да видат што е тоа, да не им се чини како нешто, не знам, многу интересно, да биде многу забавно и така. Меѓутоа да се води сметка ако едно детенце ви доаѓа еднаш во неделата напиено дома, веќе е алармантно за родителите и сигурно дека не треба тоа дете да легне у болница да се лекува, меѓутоа на едно советување треба да помине и да доаѓа, сепак да се увиди, па вие гледате и деликвенцијата колку има тепачки меѓу младите, расправи, не знам кој со кого со нож пробал, многу често е тоа под дејство на алкохол. Зголемување на бројот на луѓе кои го имаат тој порок конкретно алкохолот се должи на, можеби што ќе речете? Па на пропаѓање на патриархалниот живот во нашава земја, овие последниве 10-15 години целата транзиција практично не прави да возрастните сме по цел ден на работа, особено оние што работат во приватни, а веќе и во државни практично фирми. Од сабајле до вечер сме на работа, ги губиме децата и многу околу воспитниот дел не се занимаваме. Повеќе, не знам, да има 5 по математика, 5 по физика, не знам, си тоа ни е битно, а не ни е битен воспитниот дел и тука некако се изгубивме, ние знаете. Работното време го прилагодуваме према Запад, меѓутоа условите кај ќе ни растат децата, кај ќе битисуваат за тоа време, не сме ги средиле, па дури не знам, еве и градинки за помали дечиња, така да мораме на друг начин веќе да се преорганизираме, да речам, за да им створиме топло место кај што ќе бидат дечињата. Топло место во смисол со љубов исполнето и ние родителите, уморни, неуморни, треба да им посветиме внимание на децата. Да, велат не е се до квантитетот, туку до И во квалитетот е на времето. квалитетот, меѓутоа, знаете, вие папсана ќе дојдете уморна, детенцето сака да си игра, така да многу имам еден колега, он претежно со деца работи, некоја ваква слична трибина и кажувал на трибината дека треба со децата внимателно, тихо, мирно да се работи, не со казни, со карања. Се враќа од снимање од сабајле, ние од 7 работиме, до вечер, не знам, покасна емисија била, и доаѓам, вика, ја дома гледам све растурено, ваму патеки, ваму кондури и викнал, што е ова? И синчето, многу симпатично, ама чекај, тато, полека, па ти до сега зборуваше дека треба тихо, Со мирно тифот со да зборуваме. Значи, не е она што го зборуваме, него практично они Она го што го учат правиме. од она што ние го правиме. И ние џабе викаме, немој да пиеш, немој не знам ова, она, кога они пред себе Гледаат друга слика. да речам прослави на Нова година, не знам што се победило, со чашки шампања се честита. На Запад има такви, обично со една чаша поминуваат и повеќе нема, а кај нас останува кој колку сака да пие.
Така да многу работи може да се сменат во позитивно, ја сега не знам кој празник ќе биде, зашто да мора И веќе да се великденските и слави. првомајските пак имаме на ангро можеби. Да, и тоа може од највисоко ниво, од ниво на председател на држава па надолу. Ето како ќе значи кај народот превентивно се организираше прослава без алкохол. Не знам, владата, кај председателот прием имал без алкохол. Тоа многу ќе значи дека можам, значи и јас да го направам тоа без да пијам алкохол. И да се веселам и пријатно да ми биде све, без да се напијам алкохол. Борисе Нежип, немате веќе проблем кога прославите се во прашање, околу вас има алкохол, се наздравува и слично? Не, немаме проблем. Научивме да живееме со тоа, а и многу е поубаво без алкохол. Видите, за да се напие човек има милиони еден разлог. Да, Милиони еден разлог. повеќе од Не сигурно. може тоа. Но да се одоле исто. Не е само празници и ова и она. За све нешто ќе најдеме разлог да се напиеме. Меѓутоа, за да се напиеме само еден нема да пиеш. Јас сега после 23 години ми се чини дека никој живот алкохол не се устаил. Можам да кажам, на времето, едино кога спиев, не пиев. Да. Горди сте на тоа што го постигнавте сепак во животот, голема борба и долгогодишна што се вели. Вие пред вас уште години за да го стигнете неџи по прашање на нели абстиненцијата, но сепак Сепак, за сега сум многу горд на себе си и се трудам и сакам и таков ќе остане. ве држиме за збор. Не е еден од најпозитивните членови ние во Сдруженијето, особено кога организираме разни прослави, излети од ние како водич. Нема што не знае. Од историја, од Македонија. да, од Македонија, кој е, кај се наоѓа, што била, под кои владетелства, може книга да напише. Што сте по вокација? Па јас работев долги години како возач, дистрибутер, а иначе сум по професија автомеханичар. Јас сум металурски работник, драр. Јас од срце ќе ви посакам да си останете и вака позитивни и се разбира. Допирна точка со алкохолот никако, на никаква прослава, многу да ви се случат прослави во животот. Свадби на вашите потомци, се разбира да си дочекате внуци, правнуци и така натаму, но повторно ќе речам се една убава чиста македонска вода или можеби нешто што ќе ве заблажи само. Скоро ја имав свадба. Син ми се женеше. Честитки. Доктор Васко ви праша на едно, вака имаш предавање горе библиотека некаде. Имаш враќајка, не вика да те прашам, вика, ти вика сега имаше свадба. Како помина на свадбата? Ја едноставно само изговорив, бев на свадба. Значи, Доктор Васкова, ги контролирате потоа вака низ пријателски односи вашите абстиненти, да. Па овие што се подолготрајни не. Меѓутоа, доколку поновите абстиненти видам дека една недела добро се случува да не може да дојдат. Веќе втората недела ако не дојдат, нешто е а не се јават, нешто можело да се случи, обично им земам телефонски броеви и така. Ние имаме и патронажна служба, меѓутоа една од ретките сме, мислам, професија кој што ние им се јавуваме како си да нема некој проблем на сопругата или мајка, татко, зависи Да кој бидете во тек. со кого сепак ако нешто се случило, а може да се случи, да повторно ги привлечеме код нас и да си ја продолжат абстиненцијата. Имаме ние дури сега после 17 години еден абстинент што беше направил рецидив, меѓутоа бидејќи претходно и синовите и фамилијата, сопругата доаѓаа кај нас, они веќе знаеа кај да се обратат. Постапката им е јасна. Многу брзо дојдоа, немаше потреба ни болничко лечење, ништо, му дадовме така терапија за смирување, си ја продолжи абстиненцијата. Така да многу е битно ако било што се случи, да знаат па и каде да се обратат. Сега болест е болест, никогаш не може да кажеме, меѓутоа да не излезе, да направи рецидив, па пие пак со години, па падне на дното повторно, е многу тешко да се крене. Работата и во моментот сега. Битно е да се спречи рецидив, меѓутоа и да се случи, да знаат кај да се обратат и веднаш да се повтори третманот за да може да си ја одржат понатаму абстиненцијата. Јас само ќе посекам да имаме повеќе вакви позитивни приказни со позитивен тек понатаму. Не е срамно во животот, можеби нели се да ни се случи, може да секој да потпадне лесно, да, под секакви предизвици и пороци. Ја тоа го викам, не е срамно да се падне, срамно да не се стане. Е тоа сакав и јас да речам и ви благодарам на искреноста, отвореноста што дојдовте да вечерава ги споделите вашите животни приказни. Докторка, ви од вашето нели искуство низ години ве работа токму со луѓе кои се нашле во таква животна ситуација и повторно ќе речам, како што рековте, не е
срамно да се падне, но посрамно е да не сакаш да станеш или едноставно да не се соочиш со моментот и состојбата во која си се нашол. Се надевам ќе бидете и светол пример на некој кој во моментов можеби си има мака и ќе послужиме, ете, како реков, еден убав пример за да знаат дека во животот и покрај пат и темнина во која се наоѓаме има светла точка на крајот за сите од нас кога се сака вистински. Да, ова е болест што се лекува, успешно се лекува и штета е да не се јават да се лекува. Ви благодарам на тројцата. Благодарам и вам. Поканата благодарам.